Покачувањето на минималната плата во март за околу 2200 денари не значи дека по автоматизам за толку ќе се зголемат и платите во јавниот сектор, нешто кое административците го очекуваат. Што ќе се случи, министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска објасни. По согласувањето во март ќе видиме дали ќе биде, затоа што подпишувањето на општиот колективен договор беше воспоставување на нова методологија, 10% во септември што ги зедоа сите вработени во јавниот сектор, во септември 2024 година уште едно усогласување на платите и во март 2025 година да започнеме со новата пресметка на платите, односно коефициент помножен со просечна плата. Во делот на пакетот антикризни мерки, чија содржина ќе биде позната до крајот на месецот, вице-премиерот Битики откри само дел од нив. За жал имате двајца министри овде кои што не лицитираат што ќе има, се додека не дојдеме на влада со целиот пакет, но веќе знаете, мислам дека повеќето медиуми пишува дека категориите на граѓани кои што ќе бидат офатени се тие кои што ние сметаме дека се најранливи, ќе продолжи истиот начин како што ги третиравме нашите граѓани во време на ковид, добиваа сите на тие кои што навистина заслужуваат да добијат. Само тоа би можел да го кажам, а наскоро ќе бидат објавени. Важно прашање во однос на стандардот на граѓаните се и препораките од ММФ кои се однесуваат на зголемување за намалување на субвенциите на државата за електричната енергија и зголемување на цената на тарифните модели. Што ова ќе значи за граѓаните? Ние на препораката на ММФ за проширување на тарифните блокови ќе одговориме со тоа што ќе го прошириме тарифниот блок 3, најверојатно и тарифниот блок 4, со тоа што опфатот да биде поголем за тие кои што трошат повеќе, а за најранливите категории на луѓе, за луѓето кои што користат и штедат вистински електрична енергија, да остане иста тарифен модел, иста тарифа, но и цената на електрична енергија, тоест евентуалната промена на цената на електрична енергија, да не падне на товар на тие кои што се во првиот и вториот блок, туку кај тие што се во третиот и четвртиот блок, а тоа се поголемите корисници.